Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш. Утре велат може да биде многу голем ден, имено за прв пат после 3 години треба да се сретнат представници на Русија и на Украина во Истанбул, во Турција, каде ќе се обидат да преговараат директно за евентуално постигнување на некакво примирие или мировно решение. Тамо ќе биде и американскиот претседател Доналд Трамп. Тамо ќе биде целата светска елита, веројатно во исчекување што ќе се случи. Тешко е дека ќе дојде до средба директна меѓу Владимир Путин и Владимир Зеленски или Володимир Зеленски. Меѓутоа, факт е дека би можело да се случи нешто конечно кое што ќе покаже добра насока или некакво надзирање на мир, нешто што сметам дека апсолутно е неопходно во Европа. Дали тоа ќе се случи, се разбира, ќе следиме и ќе коментираме. Но нашата задача вечерва е да анализираме нешто сосема поинакво, именно корупцијата. За корупцијата зборуваме постојано, затоа што таа е, како што постојано велиме, рак рана на нашето општество. Ако сме реални, не е само на нашето општество, корупција имала и има секогаш постоела во сите држави, некаде помалку, некаде повеќе. Ако сме реални, корупција постои веројатно откако постојат луѓето, веројатно кога некој од првите тамо пештерски поглавари дошле на власт, па некој се обидел да ги подмити за некаква корист и им понудил можеби поголемо парче месо или што и да е. Така што, колку и да звучи ова смешно, од секогаш реално човештвото се соочува со овој проблем, меѓутоа кај нас, и тоа е ов спечаток, корупцијата има енденски размери, односно е претворена во начин на живота, тоа секако не е добро. Кога би била во некакви прифатливи рамки, ако воопшто може да се зборува за изразот прифатливи, и така, меѓутоа кај нас е нешто друго, се согласуваме и во бескрајот од разговори, анализи и така натаму, доаѓаме до известни заклучоци дека е неопходна борба, дека е неопходно да се соочиме со неа, да бидеме немилосрдни кон оние што корумпираат и оние што се корумпирани, но на крајот на краиштата ми се чини дека потребно е и едно стручно, професорско објаснување на конкретните чекори како тоа може да се направи. Во таа смисла вечерва мој гостин универзитетскиот професор Миодраг Лабовиќ. Добра вечер, професоре. Добра вечер. Кој што токму денеска, пред неколку часа, ја промовираше својата книга Системско владење на правото против системската корупција и организираниот криминал, трето дополнето издание. Да, и поднасловот Така е, стратешка визија со конкретни, реално одржливи и практично справедливи решенија за нашите најголеми проблеми како Македонија може да стане функционална држава. Ова е клучот, впрочем, на она што јас го најавив, практични решенија, системско владење на правото за борба со системската корупција, бидејќи токму тоа и го имаме овде, системска корупција. Професор, прво честитки за книгата, таа е веќе објавена, денеска беше само промоцијата, се надевам. Благодарам, Драган. Да. Се надевам дека ќе има голем одек во јавноста и таа е впрочем повод за вашето вечерашно гостување, меѓутоа вистинската причина е токму она што вие долги години го правите, го работите од стручна експертска, би рекол, основа, да се дојде до решение како одржливо да се справиме со ова објективно кажано болест на општеството. Така, Драгане, сведоци сме дека постојано, како што рековте, сите фактички зборуваат дека е нели потребна борба против корупцијата. Сите истакнуваат дека нашиот најголем проблем уствари представа непримената на нели тие правни акти и дека фактички има огромна овако неказнивост, дека треба да има нели кредибилитет, интегритет, треба да има транспарентност, дури се видите смета дека е ова транспарентноста најголемиот убиец, што јас се видите сето тоа на нели некој начин овој сложувам го, видите, овој поддржувам затоа што е сето тоа точно. Меѓутоа е, видите, тоа недоволно бидејќи тоа се во основа Драгане некои, да речеме, желби, списоци на некои овака желби или пак ајде да овој подобро кажеме цели.
Меѓутоа ништо од видите сето тоа нема да има ако вие останувате на тие значи морални ја се извинувам, овако наивни, уствари моралистички некои апели дека нели фактички не приме на џабе све кои имаме, не приме на Чиста реторика. Чиста реторика, свеста треба да се зголеми, интегритет треба да имат кредибилитет, критериумите треба да се зголеми. И јас пак ја речам, тоа е значи сум едноставно 100% за тоа, но тоа е пак ја речам најмалку 20-кратно недоволно во однос на сето тоа како би ние значи можеле да има реално да речем одржлив систем кој што ќе фактички функционира по силата на својата внатрешна логика, без оглед на тоа дали ќе има или пак ќе нема политичка волја кај значи било која актуелна власт, без оглед на таа нејзина партиско политичка провиненција, идеолошка овако провиненција. И од тука е тоа фактички многу важно, овдека се фактички работи за значи еден што би рекле развиен систем на поделба на власта. Кај што во ова да речем научна студија која што има негде 603 страни, 320 страници само конкретни практични решенија. Затоа си половина од книгата. Да, значи повеќе од ова е трето дополнето издание. Да. Колку време направивте оваа книга? Ево чисто како Значи третото дополнето беше само 2 години. 2 години мако трпна да не кажам деноноќ на работа. Само за дополнетото? Само тето дополнето, иначе ова го веќе развивам од негде 2001 година, рачунете до сега колку е тоа, негде значи 20 и кусур години. Негде отприлика 24 години. Тоа ја развивам главната теза која што е на некој начин да речеме непроменлива, меѓутоа се само овој Драган менува деталните конкретни модификации на тие конкретни решенија кои ја ги давам за значи секое позначајно прашање во рамките на тие 9 да речеме клучни системи и околу 50 на подсистеми кои што би требало да бидат фактички зафатени со тие овој длабоки структурни реформи. Давам за значи секое позначено прашање до овој 7 до 8 што би рекле алтернативни варијанти. Во таа видите безгранична низа алтернативни варијанти. И од тука велам кога би седнале Драгане 5, 6 или 10 експерти, можеби и ќе најдат некоја да кажем конкретно решение во тие овие детални модифицирани варијанти подобро отколку мене. Меѓутоа многу е видите битна фактички главната теза, а тоа е таа системски вкрстена серија на тие оптимално независни институции од извршна власт, а овдека кај нас во ова наша земја Македонија треба да тие независни институции бидат независни и во една да речем одредена мера и од самата законодавна власт. Зошто, ако имаме и за тоа од нормално време, не може парламентот да биде скроз во игра, да биде изоставен, има начин како да тој биде присутен, но не сме да биде доминантен, бидејќи преку парламентот нашите владеачки партии всушност вршат на некој начин овак мајоризација, имат овак мнозинство во тие видите така наречени независни тела. Ние се имаме ковјаги независни тела. Еве многу често од НВО организациите, аналитичарите, експертите сметат дека значи законско решение кој што беше пред неколку години, кога беше првиот состав на овој ДКСК, антикорупцијската комисија, дека тоа било револуционарно ничего. Тоа не е никаков револуционарно ничего, тоа е само еден мал помак кој што сега фактички гледаме во овој втор состав се ги значи сите мани покажа. Не може не може да биде револуционарно. Еве и ќе нешто на пример одгатнам од тоа што јас на пример различно мислам од речиси ова целокупната интелектуална елита, не може да биде ова значи некаков револуционарен ичекор кога го значи бираше комисија за овој селекција, бодуваше и тие нејзини бодови не се, значи, како да кажем, образувачки, правно, значи, образувачки. На крајот одручува комисија за, значи, избори и именување во собранието, кое што е, знаеме како фактички од значи партиите ова составена и на крај но така кај нас и тоа веќе не само сега за време на ова власт, туку тоа за време на сите поранешни власти функционира дури и уште полошо. Кога на крајот сме ние сведоци кога требало да се избират
не знам, државен ревизор или уставен судија со значи години се избирало, па на крај заради некој дневно да речеме партиски интереси, заради ќе се направи компромис, па ќе се избори после година две и така. А на крајот сепак видите крајната одлука за овие значи членови на таа антикорупцијска комисија се фактички носи на она што значи овој пленарна седница на тоа парламентарно мнозинство, кој што емпириски непобитен факт е дека представува гласачка машина за сите овие да речеме години од кога самостојна Македонија. Иако номинално не е. Номинално се согласувам. Меѓутоа таа поделба. Таа што значи номинално да се каже пред нашите гледачи? Тоа е формално правно. Тие не би требало, тие обратно треба да бидат контролор. Така е, драга. Но де факто, фактички тоа значи фактички во самата реалност тоа е обратно владата, односно владине овие речеги владино партиските врви доминираат со парламентарно мнозинство, што не е случај во да речеме земји кои што имаат долга демократска традиција, како Англија, Франција. Тоа е неверојатно. Иако е таму, пазете да речеме ретко, сепак и нели тоа таму ретко се случува, но се едноставно случува. Тука кај нас нема шанси да се случи. Во Британија се случува мнозинството само да гурне премиерот. Кај нас се не замисли. Имало такви ситуации, имало такви значи ситуации. Имате право, кај нас е тоа фактички незамисливо и според америчкиот политиколог Ралф Дарендорф тој значи смета дека по еволутивен пат, доколку не се случат некои значи подлабоки структурни реформи, треба најмалку 3 пати толку време колку што негативните состојби траеле за да по еволутивен пат се например промени свеста, иако тоа за нас значи најмалку 1 век. Па 3 пати потолку, значи од кога е формирана Македонија самостојна, иако тргнеме од сега, ќе ни треба 1 век. 34 години пута 3, значи преку 100 години и иако е и тоа многу да рече благо кажано, бидејќи морам да кажам дека најголемите умови значи на светот како што биле еве од Аристотел, Платон, па да почнеме Монтеские, значи Платон, Хегел, Кант, Жан-Жак Русо, Макс Вебер и тие и исто така некои значи големи психолози, антрополози сметале дека човечката природа не се менува, дека не го спомнавме Џон Лок кој што рекол човек на човек волк е. Тоа е превелку сурово, но тие сметале дека дури не се менува, се менуваат начините, методите, средствата преку кои што се фактички комуницира, се исто така менува политичката, например, организација, општествените облици, но суштината на човековата природа и суштината на тие меѓучовечки односи не се менува. Дали се еве ќе како потврда на ова поставиме прашање, дали се до значи денеска сменила алчноста кај луѓето, суетата, егото, да речеме властољубието, параљубието. Од Библијата што се сменило? Некој смета дека се уште повеќе појачало. И тука е една од тие малце коцки во тој многу сложен мозаик кај што нашата интелектуална елита не може да ги сложи. И тие едноставно велат, па добро, што Лабовиќ сега нешто ќе измисла топла вода, кога имаме ние успешни некои земји, функционални земји, имаат одлични таму решенија, дајте те. И видите, Драгане, тоа се кај нас за сите овие изминати години случува. Таа така наречена, да се изразам стручно, разбираш, еклектичка синтеза кај што од значи повеќе странски законодавни решенија се фактички прави некоја компилација од кои што решенија иначе во тие, видите, домицилни земји даваат успешни резултати. Но зошто даваат таму успешни? Затоа што таму функционира на сосема други основи. Тоа се бивши колонијални империјални сили. До вчера го фактички газеа овој светот, а видите денеска ја тие, значи остваруваат неолибералната доктрина прегу, значи империалистичкиот екстериторијален неоколонијализам. И не можеме да се ние фактички споредуваме, ние ги немаме тие основи, ние немаме таква нити култура, традиција, немаме значи долготрајна државност, менталитет, обичај. Ајде да го ставиме во една пократка рамка. Ако човекот по природа е коруптивен во основа, заедно со сите овие други работи што ги набројавте. Така е. Несомнено. Точно.
секогаш се обидувале паметните луѓе, Добро. на кои што им е дојдено до држава, на кои што им е дојдено до систем, да најдат начин да го скротат тоа што е во луѓето природно. Така Значи е. таа лакомост, таа желба за доминација и сето тоа што стои заедно со него. Така е. Тоа се е ставено на хартија уште пред јадници години, да не ги повторуваме сите и големи правници, и големи економисти, и големи филозофи кои што предлагале идеи, менувале, впрочем како во Вашево, години и години на труд. Меѓутоа, борбата е константна. Јас сум сигурен дека и во САД, не знам, или во во некоја од врвните демократии, во Шведска, во Данска, излегуваат нови проблеми, меѓутоа системот постојано измислува па и нови начини да се бори со нив. Значи механизми со кои што ќе се спротистави на новиот облик на негативност, на корупција, на што и да е. Ако јас го разбирам тоа, ние од друга страна овде сме ја прифатиле, речиси сме ја прифатиле состојбата каква што е, статус кво, и не мрдаме од тоа. И сега во тие и вакви околности, вие нудите, ако разбирам добро, без разлика дали вашава книга и вашиот пристап е генерално ортодоксен или е надвор од тие рамки. Надвор од мејнстрим. Надвор од мејнстримот во ред, нудите некакви решенија. Меѓутоа некој ќе рече, па и вашиве решенија се само на хартија. Колку реално и објективно се остварливи. Некој ќе рече, па добро, еве потрошил господинот Лавовиќ 20 години за тоа, меѓутоа сепак тоа е хартија. Хартија трпи се. Одлично, Драгане. Одлично прашање за да се објасни и да се фактички даде одговор на ова. Точно рековте дека во одредени земји, функционални земји, високо развиени, има фактички системи кои што реков ја функционираат на сосема или други основи и таму дават резултати. Дури ние имаме од формално правен аспект подобри, да речеме, решенија отколку некои од тези. Но во пракса ништо. Но во пракса ништо, што нашиот главен проблем е што не се применува закон. Ова научна студија дава одговор на тоа архетипско прашање. Како да се, значи, подобро примени законот? Идеално никогаш не може да биде, да тече нормално, и ова да се фактички примени нема, но јас сум автор и нели така сметам. Меѓутоа според сите објективно неутрални анализи, свот анализи, од, да речеме, научен еден, да речеме, пристап, кај што се една вите рационална конфронтација на тие, да речеме, овако спротивставени аргументи базирани на, значи, логички принципи, а кои што се подкрепени со емпириски, неспорни факти и со, значи, правни факти, се иде до тоа дека е ова, значи, подобра од останатите, видите, досега познати концепции во светот и овдека кај нас. Иако овдека кај нас не може да се збори за некоја, да речеме, концепција, бидејќи нема таква. Сите наши стратегии се фактички некој значи парафразирање на тие, да речеме, овако меѓународни документи кои што ни ги дава ЕУ во тие, да речеме, препораки извршно, парафраза само по себе не значи ништо. И ова не значи ништо ако се тоа спореди. И од тука велам дека ова е само еден вид развиен систем на поделба на власта, кој што е епохално откритие пред некои 300 години, кој што го најпрво, видите, почнува Џон Лок, а од после Монтескје. Зборуваме за судска, извршна и парламентарна. Да, законодавна, официјална. Иако, видите, Драгане, во овој модерно сегашно време се фактички зборува не само за таа класична трипартитна поделба што рековте вие, туку и за исто така четврта власт. Четврта власт се смета дека представува, значи, уставниот суд, бидејќи тој не спаѓа во класичната во ниту една од овие. Петта власт е, например, да кажеме ДКСК, Државниот завод за ова ревизија, шеста НВО сега како еден амалгам кој што се издигна на целокупниот граѓански сектор, иако граѓански сектор е многу повеќе отколку НВО, бидејќи те се сега декор секаде во сите тие реформски стратешки тимови и така натаму се, значи, гураат, фураат на секој можен начин меѓународните донори ги и како овако финансираат без оглед што нивните, да речеме, проекти, нивната овако хартија вреди овако повеќе отколку вредноста на тие нивни, да речеме, идеи кои што се внатре во тие проекти. Добро, ова е сурово, меѓутоа. Не е сурово, ова е жива вистина. Освен некои одредени, да речеме, проекти кои што јас сега ќе бидам искрен и ќе бидам објективен, имаат некоја определена практична применливост, како што се мерењето на определени состојби за јавните набавки и ред други работи. И сега исклучиво зборам, да не ме сватат погрешно, зборам за на јадро НВО кои што се борат против високата корупција и владење на правото.
правото. Не зборам за ЕВНО, ќе станам и ќе се поклонам према сите оние НВО кои што се за да кажеме настраданите, кои што се за болни категории граѓани, за екологија и за така натаму. Меѓутоа овие за владење на правото, борба против корупција, организиран криминал, тоа е лук и вода. Буквално лук и вода, тоа што тие бегаат. Јас буквално уште што не сум направил, не сум едноставно сипал овакво канта овој бензин да се полијам. Сите можни начини сум го употребил да се спуштам прво и така натаму да понудам со работа. Тие бегаат од мене како ѓавол од крст. Зошто? Од многу лукративни материјални интереси. Затоа што тие ако го прифатат тоа ќе нема што да работат, ќе ги изгубат нивните тезки проекти, ќе ги изгубат нивните места во тие стратешки реформски тимови, закон во овој комисии за овој менување закони и така натаму и така натаму. Тоа исто се однесува и на она елита, така наречена елита од оној, значи, интелектуален естаблишмент кој што е нас веќе 30 години постојано истите не фактички реформираат сега со некои нови лица, но тоа се нивни фактички подмладоци со истата овак ментална матрица. Нема помак во таа сфера, нема фактички дискусија, нема полемика. Иако Драгане сум, видите, приметил, не знам дали ќе се сложиш, ако не се сложиш слободно да ми кажеш, кај некои, да рече, други, да речем, проблеми општествени, како што е транспорт, нели, сообраќај, урбанизам, така натаму и нели така натаму, гледам дека во нашето општество има одредна полемика по медиумите и сето тоа е добро. Меѓутоа, за овие најзначајни прашања, кај што сме сите согласни, и тука се сите согласни, не само ја, тука сите се согласуваат, и меѓународни фактори, овие домашни, дека е фактички корупција најголемиот проблем од кој што зависат сите други проблеми. И да се решава, значи, економскиот развој, социјала, екологија, здравство, образование, финанси, све друго фактички зависи од корупција, бидејќи таа сегде испреплетено, особено на она, значи, највисоко ниво, кај што фактички ги ствара сите овие проблеми за таа селективна примена на дали корупцијата почнува најдоле или највисоко, мислам дека таа дебата дури веќе не е наполни главата. Не, тоа е, значи, видите, кај мене кристално чисто. Тоа е, видите, привито некој што постува, рибата смрди од главата. Народот кажа точка. Тоа значи, генераторот на, видите, главната... Тоа е на најниско ниво, тоа има, расте на најниско ниво има, и луѓето се сидат, само што некои луѓе ќе останат честни до крај на живот, затоа што немале можност да бидат корумпирани. Но видите, генерално кажавте добро, генераторот на корупцијата е во извршната власт која што има оперативна моќ. Така. Ние имаме, видите, бицефална извршна власт за нашите објаснете да го кажеме двоглава, бидејќи е составена од нели председател и од влада, кај што председателот има не е англиска, нели, кралица, има определени, али се тие премали се тие во однос на владата, кај што владата има таа огромна, да речеме, моќ кој што е огромна, видите, концентрација на со ништо неконтролирана моќ. И тука е главно, и не е само да вие имате, значи, независни институции. Оти некој вика, лавиш, добро, независни и меѓусебна контрола. Но тоа е голема работа, тоа е епохална, тука е фактички револуција, ако тоа успееме да го направиме со сите тие, значи, механизми што ја ги овако предвидувам како институционални контролни, значи, механизми. Сакам да влеземе во таа приказна. Jer второто овог ниво е и уште поважно реформа на самиот политички систем, кај што ние фактички треба огромниот дисбаланс во таа, значи, трипартитна, па и, значи, повеќе партитна власт, не ја кажаме седмата власт, а тоа сте вие. А тоа сте вие. Така е. Овог медиумите во таа, значи, повеќе, да речеме, партитна власт, огромен е, значи, дисбалансот во корист на извршната, апсолутно доминира. Така, апсолутно доминира. Тука треба да се изврши не во смисла Лауиш вика заговара анарколиберализам или овак деконцентрација, децентрализација или точно ли е? Не е точно. Апсолутно гледате какви неточни работи, све е одговорено тука оваа книга. Јас фактички заговарам демонополизација на тие, значи, нетипични владени функции. Владата мора да си ги фактички задржи сите нејзини типични функции во водење економска, финансиска, безбедносна, здравствена, но да се ослободи од тие нетипични владени функции кај што е таа главен, да рече, кадровик, а не треба да биде. Кај што е главен, значи, овако, и кај што е исто така главен, например, инвеститор. Ќе го објаснам и тоа. И кај што е главен работодавач.
таа во определени сфери, кај што е, да кажеме, главен кадровик, не може скроз како некој што мисля да биде скроз ослободена и да ги препушти некои определени функции, како што викаат, например, директори второ, трето ниво на некои независни тела, затоа што тука ќе се изгуби фактички смислата на она што значи парламентарна демократија избори, зошто се борат тоа партиите, ако немаат власт. Тие морат во своја, да речем, политичка номинација да имаат, значи, таква дискреција да нели номинираат не само овако министри, заменици министри, па и, да речеме, директори. Но друго е прашањето како да бидат тие одговорни. Тоа е друго прашање, не на оној начин на кој што тие овако видите сметат, бидејќи ние и да под една неверојатна предпоставка внесеме мерит систем за кој што ја мојата овако магистарска дисертација, се извинам, теза е за тој, значи, мерит систем деполитизација и или да речем департизација на таа мерит систем остана во оваа мерит систем може да биде само исто така едно слово на хартија ако немаме ние институционални контролни механизми кои што ќе тие контролираат. Не само да имате вие овако критериуми, и тоа е уште едно прашање кај што тие фактички паѓат, не може да ги сложат коцки. Немаме критериуми. Еве и под неверојатен предлог да имаме одлични критериуми, квантитативни, квалитативни. Јас се залагам за сето тоа да бидат објективизирани, да бидат овак прецизни и така. Пак ќе се изиграва и да имаме не знам каква под неверојатна претпоставка транспарентност, пак ќе се изиграва, jer вие имате ситуации кога сите докази новинарите ги имале, истражувачките новинари. Вие знаете, тоа е фактички фолклор, не само сега, од увек кај власта било, па добро имате информација, сознание, докази, повелете пред надлежни институции. Кои се надлежни институции? Тие се партизирани под нивна фактички контрола и тие ќе најдат начини да нели кажат дека нема елементи од односното кривично, него исполнува законското битие на тие, значи, битни квалификаторни елементи од тоа и тоа кривично. И на крајот, ако го исполни, ќе речат нема валидни кривично правни докази, ќе најдат било каков изговор и тоа се случувало по илјадници случаи и тоа не треба да се дискутира. И од тука транспарентност е битно. Не сватат дека е тоа нешто не. Тоа е многу битно, но тоа не е единствено, тоа што е побитно ова за кое што јас факти зборувам да има одговор на архетипското прашање кој ќе ги контролира контролорите. Тука има одговор на тоа и на кој начин. Значи, да не биде виновен кабелот, потребна е контрола врз контрола. Така е, да го објасните. Само уште едно прашање околу книгата. Колку од овој ваш сериозен труд е преземени делови од стручни експерти луѓе од светот, а колку е ваша оригинална мисла? Па добро, одлично, како не смеам, па видите, ја би бил, да ви кажам, задоволен, се смета дека во денешно време науката е, значи, комерцијализирана и инструментализирана. Не само кај нас, Драгане, овде како во Македонија, во светот е тоа така. Добро. Од многу повисоки причини во, значи, контекст на тој генерален концепт на системски корумпирана надворешна политика, што преку науката као главен, да речем, образец се фактички сака да се наметне и да се нели направи во функција на остварувањето неолиберална овако доктрина, унификација, хармонизација, апроксимација на економските системи, политичките, правните, па и на самите образовни системи. И од тука, сега да одговорам директно на ова ваше прашање, и во светот се ретки научниците кои што се оригинални. Во светот на, видите, овак науката, еден Исак Њутон, кој што сите сме учеле физика, трите Њутони, тие после 300 години само делумно во некој дел, сега не сум физичар, нека не ми замерат физичарите ако евентуално грешам, меѓутоа Ајнштајн нешто од сето победи. Значи 300 години требало да помеа се јави нешто друго оригинално. Исто така е и во светот на овие наши науки, општествените науки. Монтескје рекол пред 300 години, Лабовиќ сега само прави развиен систем на подел на власта. Колку е тоа оригинално, рецензентите, високите рецензенти, кои што се компетентни од, значи, меѓународни, да речем, највисоки инстанции, па и ова нашата, да речем, домашна јавност, мене ми е, значи, рецензент, нашата актуелна председателка, 3 пати поред, менторка, меѓутоа, зошто и, значи, како не се ова на некој малку по-така директен начин поддржува за да се нешто имплементира, тоа е, значи, друго прашање, но сите тие во тие нивни оценки, рецензии зборуваат дека се работи за еден оригинален труд и ја би бил задоволен ако имаме, да речем, 10, 20, 30%, некој од нив вика дека е многу повеќе од тоа. Добро, солидно. Али 100% нема ништо оригинално. Науката е континуитетот, значи, на ова целокупното досегашно искуство, наследство и
као и во значи културата и во сите други сфери. Добро, професоре, можеме ли овдека имаме, ако не се лажам, ќе ја замолам режијата неколку слайдови од поврзани со моделите кои што ги нуди професорот Лабовиќ, овдека би ја замолил режијата да го пуштиме првиот. Првиот ќе ја замолам режијата, велам ако е подготвен, не е овој, ви молам вратете, ќе ги имаме само 30, не е спорно. Да, не е овој третиот, мислам дека беше. Да, така, ова е тоа. Сегашна фактичка организациона хиерархиска структура на државните институции во Република Македонија. Ова е вака во овој момент во Република Македонија. Значи, прилика вака, бидејќи многу често се сега на тие пониските нивоа менуваат организационите структури во смисла прават нови, да речеме, систематизации, организации, но тоа битно не менува, тука е многу битно да се види сликовито, се фактички гледа хиерархијата, каде е, да кажеме, владата, кај се тие надлежни организациони единици за овој борба против корупција. Дури се тие сега уште подоле на некој 7-8 место во тоа, значи, хиерархиско ниво на скалила, во таа институционална хиерархија на, значи, системот, и се тука многу, да рече, видливо гледа, затоа и јас обарав да се видат овие слайдови, нашите фактички гледачи да можат да го сетат тоа подобро, нели, сватат на слика отколку вака. Добро, јасно гледаме влада, уставно и се постава прашањето дали во тоа, значи, хиерархиско ниво, кога единицата е на некој 7-8 место, дали може таа против актуелна влада? Не зборам за оваа влада, зборам опште за систем, за систем кој што систем треба да, видите, функционира на едни, видите, долгорочни системско стабилни основи. И ја ќе речем дека таа влада која што прва ќе го оваквиот систем примени, таа ќе има најголема корист, освен значи најголемиот број, да речеме, граѓани. Тие ќе имаат најголема корист, но за граѓаните се работи. Владата ќе има најголема корист таа која што прва ќе го ова интелектуално препознае, ќе го, значи, правно усвои и ќе го, значи, практично спроведе. Кога еднашка ќе го тоа практично спроведе, тоа ќе биде првата почетна стартна, да речеме, фаза кога ќе биде потребна политичка волја. После тоа системот е, значи, така дизајниран да не треба да има политичка волја. Значи, системот по самата своја внатрешна логика ќе функционира, да функционира и ќе видиме зошто на тој овак третиот, значи, слайд. Може да го промениме сега? Да. Ве молам, режија, следниот слайд. Да. Ова е, видите, како е во овие некои функционални држави, кај што таму одлично функционира систем, не е идеално, нормално и таму има инциденти на таа, да речеме, висока, значи, корупција, меѓутоа ниската и средната корупција се таму речиси искоренети. Во една шведска, данска, норвешка, финска, речиси нереално делува, но е така. Но е така. Таму функционира, видите, корупцијата на тие повисоки, а особено на тоа, видите, неконвенционално, значи, перфидно ниво, кој некој смета дека не е корупција, а јас овдека во ова научна студија кажувам зошто и тоа, нели, корупција, тоа е оној така наречен генерален концепт на системски корумпирана надворешна политика преку кој што се спроведува тој, значи, екстериторијален империалистички неоколониализам. Добро, и се фактички прелева доходот од, значи, преку 80% земји во светот, затоа што се знаеме сите тие нивни компании, фактички главни извозници на високо технолошко финализирана стока, додека Македонија што их извезува? Ајварот на Зоран Заев, пиперките, краставиците и по некоја фирма од овие странските инвеститори во, нели, индустријските зони кои што сепак извезуваат и пак се извинам, Драгане, работат за тие најголеми овако корпорации во Западна Европа. За тие што не се сигурни точно околу ова што кажува професорот, мислам дека се однесува на фактот дека во тие врвни западни демократи исклучително има корупција, но на сосема друго ниво и во други облици. И не задира директно врз граѓанинот како жртва. Одлично, Драган. Па браво, Драган. Иако нашле жртва на некое друго место. Така е. Да бидеме искрени. Напротив, дури, тој оди во интерес на, значи, најширокото граѓанство во тие земји. Од тука кога нашите луѓе бегат по тие западни овие земји, затоа што таму има животен стандард, најголемите корпорации, мултинационалните трансконтинентални компании го селат производството, вие знаете, го фактички диверсифицираат, во тие, значи, земји кај што има ефтина работна сила и, нели, сето тоа заради тоа што за да го одржат фактички профитот во тие земји. Но тие повторно на некој начин го враќаат
Иако се, еве сега да речеме Трамп, нели, овој буни дека од сите тие мултинационални компании кои што ги селат своите, нели, производства Режија, вратете на нас, и по други континенти дека не плаќаат даноци, ги враќаат парите по општро земји, но сепак еден дел, да речеме, враќаат и во нивните земји и од тука индиректно и значи најширокото граѓанство таму има фактички корист, со тоа се, нели, купа социјалниот мир, со тоа што се, нели, подигнува животниот стандард, високи плати, не ради тоа што се таму толку не знам колку, да рече, хумани, туку да се купи социјалниот мир, да нема демонстрации, протести, штрајкови и не дај Боже револуции, која што револуција сега нешто фактички незамисливо во овој, да рече, 21 век, а тоа е се поради, видите, демократијата, така рече, дека условно кажано. Така, но професор, објективно сами одрековте. Тоа е поради историски околности, одреден развој цивилизацијски, индустријско, не знам, постиндустријски и така натаму, кој што ние објективно го немаме. Па и историскиот нивен развој на, видите, колонијални империјални сили, не смеме да го забораваме тоа. Се уште земаат дијаманти без пари од Африка, ако сме реални, буквално луѓето ги сметале робови, не ги сметале за живот. Но да не одиме до толку, но да не го испуштиме од предвид дека тоа не било од некој хуманизам и дека они биле паметни и дека... Апсолутно. За ова ќе се сложиме. Сега, ние не сме во таа ситуација. Дали е добро или лошо, не навлегуваме, не сме во таа ситуација, ние сме принудени да наоѓаме решенија кои што без овие можности што ги има западниот свет, нас ќе ни обезмежат квалитетно системско решение со кое што ќе можеме ние да бидеме задоволни. Ве молам, режија да го пуштите третиот слайд. Ајде да видиме ситуацијата со третиот слайд, мислам дека ова е клучен во целата работа, да. Ова е оптимална хоризонтална организација на клучните државни институции според доследно изведено начело на поделба на власта и хиерархиска структура на државните органи. Вие сметате дека овде е клучот? Да, ова е фактички сликовито прикажано, иако не може све тука да биде на нова слика, нови, да речем, органограм, нели ставено, но сепак една, да речем, сликовита основа овакво, значи, прикажано. Ова е нешто што не им е потребно на овие високо економски развиени земји, кои што ќе речем пак заради својата традиција, долговековна државност на империјални колонијални сили, заради таа своја, да речем, политичка култура, традиција, менталитет, обичај, го остваруваат, видите, правото на значи многу повисок, нели, степен, без да има потреба од овакви длабоки структурни реформи. Ова е потребно за, значи, Македонија, Драгане, и за преку 80% земји во светот. На тие, значи, сиромашни, неразвиени земји, кои што се на некој начин зависни и се во тој, значи, неоколонистички империализам експлоатирани. Значи, друго е сега прашањето зошто тие биле експлоатирани, зошто не биле тие на местото на освојувачите, тоа е едно сосема друго прашање, историски констелации, посложено малце и така натаму. Вие велите овде Уставниот совет, Врховен совет на правдата. Тука е битно да се види што значи хоризонтална организација, дека видите, значи, владата нема веќе огромна неконцентрирана моќ, тука е таа во една хоризонтална организација со, значи, клучните државни институции. Како што се Уставниот суд, јас тука исто така Врховниот совет на правдата мое, тоа е едно само тело ново, тука не се работи за некаков институционален инженеринг кај што некој или реформски илузија. Јас предлагам едно тело. Ние имаме стотици тела непотребни се предлагаат ради. Но зошто токму ова тема би било толку важно? Ќе ви значи објаснам, ако ми дозволите покасно, прво да ја објаснам оваа хоризонтална организација. Тука се фактички работи за највисоките клучни државни институции во таа, значи, поделба на власта, реков Уставен суд, исто така судство, тука би дошло судскиот совет, Врховниот совет на правда кај едно ново тело, јавното обвинителство, парламентот, во таа една, да речеме, графа се сите овие од, значи, четврта, петта власт, како што се антикорупција, корупција, Државниот завод за ревизија, не укажавме советот за, значи, јавните набавки кои мора да биде независен, се независен. Сега имаме, видите, второстепена комисија која одлучува по жалби за, видите, јавни набавки која не е независна. МВО, активистите и експертите дигна огромна галама актуелната, значи, влада која сакаше да ги смени од некои, да речем, причини овој моменталниот состав, како ќе го, значи, овој именување, те не го поставуваат главното прашање. Него просто главното прашање и не, видите, бара да се смени пристапот, начинот на кој се конституираат овие независни тела, па и таа
па и таа второстепена комисија за јавни набавки. Значи, од шумата да не може да. значи владата избира и потоа да рече ова разрешено, него тоа да го прави независно стручно тело кое ќе биде одговорно подложно на една значи контрола од сите тие сегменти чинители во таа значи мултисегментарна балансирана структура на кој што ќе го значи конституира тоа тело и пред значи кој што ќе одговара тоа тело и ќе биде разрешувано. Врховниот совет на значи правдата има улога како второстепена инстанца во однос на сите одлуки на овие независни стручни значи тела и институции да овако донесоа одлука и тој ќе биде исто така подложен, ќе биде во тој систем на таа меѓусебна контрола, нема да биде надвор од значи контролата, сега да не објаснувам на кој начин ќе се конституира од значи врховни суди, пензионирани најдобри врховни суди со најмалку 30 години стаж, кои што немале дисциплинска постапка, кои што не но сето ова имате запишано така. Кои што ги немаат прекршено етичките да речеме кодекси и нели така натаму, но исто така тука може да со своји експерти партиципираат и на пример парламентарното мнозинство и парламентарната опозиција одвоено. Никој да нема во тие значи тела што ќе одлучуваат да речеме мнозинство, затоа што ако има мнозинство ќе оди едноставно прегласува. Фактички тежештето ќе оди на значи негова страна и уште едно да го објаснам во рамките на овој Врховен совет на правда зашто е важно, затоа што видите сега до скоро Судскиот совет Драгане немаше одговорност пред никој, не одговараш пред никој. Да не кажам ајде да не биде нескромно, мада видите скромноста, особено лажната скромност е поголемо лицемерие отколку да рече нескромноста. По мои огромни да рече заложби пред неколку години кога се менуваше закон за Судски совет, се фактички донесе таквото едно решение да Судскиот совет одговара, но не се прифати целовито моето решение. Се види, едноставно прифати накарадно, парцијално, површно, значи Судскиот совет одговара, ама да одговара самиот пред себе. Што е нонсенс. Значи видите членовите на Судскиот совет одговараат пред значи нивните колеги, а нашата стара значи народна поговорка вели дека гавранот на гавран очи не копа. Така е. И тука сега да се изразам стручно заради тој значи непринципиелен колегијален солидаризам, заради тој корпоративен да речеме клиентелизам. Могуче не е тука е многу огромна да речеме веројатноста дека ќе дојде до парализа на самиот нели систем така. И во случаите кога одговараат, понекогаш ние како што имаме прилика да ќе одговараат, тоа се политички исфорсирани случаи или случаи кај што веќе ептер се на пример да речеме како да кажеме огрешиле и од законските и од моралните норми. Завршува начин како што завршува. Но Советот за јавните обвинители денеска и се уште не одговара пред никого. Не можете за член на Совет на јавни обвинители да вие поведете дисциплинска постапка. Кај го има тоа? Членовите на Уставниот суд, уставни суди, исто така пред никого не одговарат. Тоа е едно малце посега сложено прашање за овие кои што малку поише разбират од речен правната фела и јас сум тука со една одредена, да кажеме, резерва, затоа што одлуките на Уставниот суд, како што знаеме, не се коментираат. Се, значи, коментираат, но тие се конечни, извршни и нели конечни, се сметат дека ова, на пример, инстанца би требала да биде надвор од таа меѓусебна контрола, да не биде подложена. Добро, значи, не се прогови сега зошто на некое друго тело и тука имам јас своји да речеме размислувања, но ќе не одземе време ако објаснам ја кодам во една вака подетална експликација. Инсистирате на одговорност повторно и овде. Но на сите други за Уставниот суд да го ставиме со една да кажеме резерва. Но за другите инсистирате на одговорност. Меѓутоа инсистирам Уставниот суд, ако не во делот на неговото разрешување, меѓутоа во делот на избор мора да претрпи корените промени со уставни измени. Jer сега кој ги бира уставните судии? Ги бира парламентарно мнозинство. И тие викаат имаат овој мандат 9 години што им вика гарантира независност. Тоа е делумно точно. Не можам да речам не точно, но е делумно точно. Затоа што тие влечат опашка и значи видите тие фактички влечат опашка и овој треба да фактички на некој начин дадат морален очит за оној кој го бирал. Во нашето општество тој е обичај, тоа е значи едноставно култура, менталитет да оној што те избрал и што те однел таму, ти му на некој начин треба да му враќаш и ќе му однесеш бомбонера. Не само тоа, него видите
тоа се некои видите социо, да речем, психолошки закономерни тенденции кои многу тешко се менуваат и можеби нешто што не е обичај или менталитет во некоја друга земја за кој што преска зборевме, тука е тоа како што знаеме така. Добро, но време е да го надраснеме ако не чини. Да, ама време, ама не можеме со, значи, наивни моралистички апели ако викаме јас или вие, ајде да го да го надраснеме. Тоа го зборат нашите активисти, експерти, аналитичари. Ајде, време е, треба да сватат политичари да ги трнат раците. Никогаш политичарите од раците нема од политиката. Ако не ги вие натерате, тоа исто како да го вие на пример терате волкот да што знам јаде трева. Да не ги сака јагне и тоа. Значи може младо јагне. Во ова структура не можеш волкот ти да го тераш и затоа треба да го ова не е можеби адекватна аналогија, јас не сум значи пристрача за тие да кажеме биологистички аналогии со овие да речем сложени општествени теми. Но сепак е една така конотација. Бидејќи видите волкот никош нема да јаде, треба освен да го нели што загубиеш. Али овие може да се фактички натерат ако така е. Во последниот слайд имаше стратешки пристап. Во последниот слайд имаше, не мора веќе да се враќа, стоеше доволно време. Не, уште еднаш можам само уште една реченица да кажам. Слободно не, важно ми беше ова што беше подцртано со заокружено со црвено, што значи дека вас многу ви значи во целата приказна. Вратете режија, ајде уште еднашка, на кратко. Од последниот слайд реченица да додаеме за да биде појасно за нашите гледачи дека не е ова утопија, дека не е ова утопија како што сакаат некои да значи кажат, тоа се реално одржливи, практично спроведливи решенја, реков делумно од овие мои значи решенја во ова моја долга борба се нешто прифатени. Еве нима на пример судски совет реков дека тој е формално правно скроз независен од она што значи извршна власт. Исто така советот на овие јавните обвинители. Но сега гледаме дека тоа прави големи проблеми. Големи проблеми прави затоа што е накарадно решено, затоа што моите решенја не се прифатени онака целовито, конкретно како што го предлага, него накарадно, парцијално, да рече погрешно и затоа сега токму вие што рековте прави проблеми, Драгане. Што значи ова во црвеното? Многу високо е во вашава хиерархија. Граѓански сектор, професионални асоциации, стопански комори, адвокатски и други комори, синдикатите, интеруниверзитетска конференција, независни интелектуалци и вистински НВО. Ова интересно ми е вистински НВО. Вистински НВО, затоа што јас не сум против НВО. Некој од ова што го зборам ќе сватат Влавовиќ против НВО. Ворете режија, вратете на нас. Нека остане за да го објасним уште малку. Значи НВО-то треба да игра својата огромна улога на видите мониторинг, на видите предлагање, иницијатор на тие, да речеме значи авангардни решенија, идеи и јас се тоа. Меѓутоа кај нас е факт дека особено во овој сектор кај што е високата да рече корупција, владење на правото и нели и овие сличните теми, тука едно јадро на тие невладени организации многу добро меѓу себе соработува и ајде да не кажем да не сега употреба некој збор. Се фактички држат за тие тески, не ги фактички пуштаат како пијан за фактички плод се овак држат, но тие затоа викам вистински треба да бидат непартијски, да бидат непрофитабилни. А дали се тие непрофитабилни вие еве ќе ми кажете којше, затоа што ако земеме да ги отворим финансиските извештаи, не оние фризираните, него вистинските на потекло на имот, кои што и они ги заговарат, Алавовиќ 23 години предлага значи вистинско испитување потекло на имот преку кривично дело и преку независни институции. Од џабе вие да имате кривично дело, ако немате независни институции и тие надзорни и институционални контролни механизми кои што ќе фактички вршат на тоа контрола, а и над нив мора да има контрола и над нивните контроли. Тоа е таа меѓусебна фактички овак двонасечна контрола на тоа, значи највисоко државно ниво. Уште еднашка слайдот само да ја објаснам. Поверете режија, ве молам, слайдот. Значи хиерархијата останува понатаму, да не се свати дека јас фактички заговарам некоја ултра, што знам, либерална или не знам каква анархистичка каде што власта не би постоела или би била развластена. Не така. Туку само демонополизација на нетипични владени функции, реков кои се тие, да, значи, ова ушеднашка ќе повторам владата да не биде главниот овако кадровик, особено не во овие да каже правосудните институции. Еве како пример ќе земе сега дека значи главниот државен јавен обвинител се сега предлага од владата,
а го избира парламентарното мнозинство кое што во сите овие 3-4 изминати години представува гласачка машина. И тој не може да биде независен. Гледате, тој се фактички држи на удица не сега, од секогаш. Оваа влада е единствена, не ја бранам. Не кажувам нешто ван она што е он е жив факт дека ова е единствена влада што го остави, значи да работи Коцевски така. Не Коцевски, значи тој јавен обвинител што бил избран од некоја друга власт да го остави се уште. Така. И тоа го остави, еве, знаеме колку време се има некои спекулации зашто како не навлегува, меѓутоа факт е неспорен дека сите до сега значи јавни обвинители првиот ден кога ќе дошла нова власт што правила веднаш ги елиминирала, освен значи овој господинот Лјупчо Цврдовски кој што го истера својот мандат бидејќи имаше тогаш ВМРО, знаете, подлог мандат, тој го истера цел мандат и си отиде и си самиот поднесе оставка, отиде во нели адвокати. Иначе сите други ги фактички разрешува и од тука не можеме за една ваква клучна државна институција во правосудниот систем, кој што е главен координатор, наредбодател и над МВР. Така е. Да таа сега биде независна, таа се води као независна. Всушност не. Тоа е овие што рековте на самиот почеток, Драгане. Номинално независна, декларативно, но вистински, суштински не е независна. А абсорбира огромна моќ. Огромна моќ. И тоа би требало да се еднашка за секогаш реши и еден куп други институции. Меѓутоа хиерархијата внатре со Уставниот суд исто, со останатите овие како што е на пример овог Државната комисија за спречување корупција и тоа е независна како што е овог државниот завод, меѓутоа хиерархијата ќе си остане внатре во значи рамките на тие системи. Владата ќе си има хиерархија внатре. Влада, министерства, во министерствата, органи во состав на министерства, само во еве на пример МВР има преку 17 хиерархиски овако нивоа. Во 17 хиерархиски нивоа организациони единици и тоа хиерархија ќе се остане и тука е таа одговорност на тие да кажеме челни овако раководни функции во јавното обвинителство ќе се остане исто така хиерархијата јавно-обвинителски систем на нели републичко, апелационо, основно во судството, нели Врховен суд, апелационо, основно и така натаму да не ги бројам. Професоре, сосема сме на крајот на емисијата, буквално за една секунда помина што се вели во 2 мига. Како резиме на цела ова навистина многу интересна емисија. Имаме ли ние волја политичка, капацитет во смисол на луѓе и како општество дали сме подготвени за еден ваков чекор кој што според мене е нужен? Па Драгане, денеска ги не знам погодувате прашањата, дали сте се овака специјално спремали? Па јас се подготвувам за емисија. Да, се подготвувате, ама вакви суштински прашања не да ве сега фалам, ја не сум никогаш лицемер, меѓутоа никогаш речи се ајде да не кажам никогаш, меѓутоа речи никогаш никој не ми поставил. Благодарам. Дали има, видите, овак политичка волја, на тоа ќе оставам вие да одговорите и самите граѓани, тоа го знаат сите, не треба ја да го одговарам. Меѓутоа, во однос на тоа што ќе кажам? Ќе кажам дека политичарите, иако се оние, значи, да кажем, крајните виновници, онака по знак наводници, бидејќи тие во, значи, крајна линија донесуваат она главна одлука, меѓутоа тие не се во фактичка смисла главните виновници, jer тие секогаш, особено кога е актуелна власт, не ова, него било која во светот, актуелна власт, таа е, значи, природно да се нели стреми кон она што значи статус кво. Природно и статус кво. Опозицијата е таа што треба да се стреми за авангардни револуционарни решенија, да ги привлече граѓаните на своја страна, се разбира. НВО, рековме која е неговата улога, на вистинските НВО. Понатаму, аналитичарите, експертите кои што се паблик опинион мейкери, кои што го фактички креираат јавното мислење. Освен Сотир Костов и уште неколку други, да не ги спомнам, 5-6 души кои што ја имаат спомнат ова научна студија, никој друг не се воопште дрзнува како во јазик, како во устата пиперка да има. Прибе, Ван Хојте, не знам, извршно резиме за оценска мисија, во ова научна студија се видите дадени споредбени анализи и значи креативно критички осврт дека сите се тие препораки од извршното резиме на Европскиот судски совет прифатливи 100%. Прибе 100% прифатлив во делот на неговите диагнози. 100% прифатлив и во делот на неговите препораки. Но е најмалку 20 пати пообем во зафаќањето на системите и подсистемите недоволен, а 3-4 пати во самиот квалитет на самата, да речеме, длабочина во самите структури кои што треба да се западат.
И сега сите прибе, Ван Хојте, не знам, овој Хорватич. Паѓаме на странци. Добро, паѓаме на странци. Меѓутоа, јас велам, ипак, иако сум добитник и на највисока научна награда од Обединетите нации, во огромна конкуренција на светско ниво, сепак не велам ова е најдоброто. Велам и она што апелирам постојано, дајте во една рационална, значи конфронтација на аргументи базирани на факти, да се одбере најдобриот стратешки пристап, ако е тој на Али, на Шабан, на Мирко, на Станко, дај да се тој одбере, јас со цело моје душа, ум и срце ќе го прифатам. Меѓутоа сега тоа не се едноставно прави, од кои причини веќе ги кажавме, и видите деломно од оние ирационални мотиви на его, на значи суетот кај Лабовица, што тој ќе измисли топла вода, зашто не смени, а и од многу конкретни материјални интереси, jer тие ги губат, видите, проектите ги губат, фактички тезгите, нема да бидат главни експерти кај тие меѓународни донори, во тие стратешки тимови, реформски тимови и така натаму и така натаму. И од тука велам, кога ќе се создаде атмосфера, ако се создаде атмосфера, а е огромно, пазите, лицемерие, да вие зборувате на полна уста, цело време за некаква борба против овој корупција, да само, значи, кажувате списоци некои желби, немаме интегритет, немаме да речеме транспарентност, кај нас владе овој неказненост, тоа е тоа добро, но тоа се списоци на некои желби и наивни моралистички апели. Се дури не се отвори, значи, дебата за реално, значи, практично спроведливи овакво решение кој што ги нуди ова научна студија, ние не ќе имаме никаков помак. Јас гарантирам со, значи, целата моја морална, да рече стручна, па ја нема што, значи, кривично, но да не биде ова флоскула, но целокупно одговарам и никогаш поише нема на јавна цена да се појавам, ќе се откажам од мојата докторска титла, ќе ја искинам и нема да бидам професор. Ако некоја влада има 3 пара мудра државничка храброст да примени макар 70 до 80% од овие, значи, предвидени, значи, долгорочно системски стабилни решенија во ова научна студија, ние ќе бидеме Швајцарија на Балканите. И тоа не одма, туку за, видите, најмалку после, значи, првиот трансфер на таа власт, ја реков, таа власт што прва ќе го примени, ќе има најголема корист. Зошто? Само тоа да го кажем уште на крај, затоа што ќе се заштити себе од неоснован кривичен прогон, Драгане, што сите знаеме кога ќе некоја власт изгуби, кога ќе дојде нова, што прави, ги само гони опозиционерите. Дали сме имале ние актуелен, да речем, пример, као Зоран Заев и неговата свита. Сега е тој опозиција, него дали сме имали актуелен, кога, значи, правил. Или овој, еве, уште, сега да кажеме ново, уште е рано и, нели, што се вика, нели, така на тоа. Меѓутоа, ние кога ќе имаме актуелен, значи, овој пример, во случај, ако направил кривично дело, така се разбира, ако не направил ништо, да биде изнесен пред лице на правда, тогаш ќе, значи, кажеме дека сме тргнале дека функционира правна држава. Се овак до тогаш не можеме да овак зборуваме и едноставно кажано одиме по некоја линија на некој послаб отпор, да ги само овако да ги само овако гасиме пожарите. А да не гледаме од каде всушност од кај се, видите, значи ние мораме да ги согледаме најдлабоките причини. Ја ги делам причините на тоа најдлабоко ниво, прво ниво, на тоа второ ниво факторите и на, значи, трето ниво условите. Науката може да делува на условите. Делумно многу споро и, значи, многу тешко врз факторите. Врз најдлабоките причини никако. Тие рековме дека се непроменливи. Тоа е тоа фактички метафизичко јадро на таа човекова корумпирана природа за која и вие зборувате. За која што зборувавме, и така. Во тој однос нема што да се збори. Така. Професор Миодлав Глабовиќ, благодарам за вечерашното гостување и за ова екстензивно објаснување на решенијата кои што ги понудивте за системска борба со корупцијата, со системската корупција, многу е битно, за која што предоставив е системското владење на правото. Препорачувам оваа книга, се разбира, на сите гледачи, особено тие што сакаат да се заинтересираат малку повеќе за овие прашања. Ви благодарам уште еднаш за гостување. Благодарам и јас на вас, Драгане, не само за тоа што ме викнавте, него и за сите овие и текако инспиративни прашања. Задоволството е мое. Поштовни гледачи, еве со ова ја затвараме и ова работна недела. Утре во 15 часот се разбира репризното издание на оваа емисија, а јас ви закажувам нова средба со мене и со нови гости во понеделник во 22:30. До тогаш пријатно.